ВМРО ДПМНЕ ги отвори картите во првиот круг од објавени кандидати за градоначалници и потврди дека на локалните избори ќе оди со проверени играчи. Одлуката на извршниот комитет е за Штип повторно да биде кандидат Иван Јорданов, за Свети Николе Дејан Владев и за Карбинци Виктор Паунов. Овие тројца досегашни градоначалници според партиските анкети минале најдобро во нивните општини, па од тука и одлуката да им се довери и втор мандат. Изненадување во случајов не беше можно бидејќи партијата покажа строги критериуми во секој сегмент од одлуката. Самиот Мицкоски, далеку пред извршниот комитет да се изјасни за некои од кандидатите, индиректно потврди дека влегуваат во планот за градоначалници. Од друга страна, предизвик беа општините каде досега контролата ја имаа градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз. Станува збор за Делчево и Берово, каде се уште актуелните Трајковски и Пекевски истуркаа по 2 мандати. Пресудни во овој случај беа анкетите, па од тука за Делчево кандидат е Иван Гоцевски, координатор на партискиот огранок и шеф на советничката група на ВМРО ДПМНЕ во Советот на општина Делчево. Во Берово, ВМРО ДПМНЕ ќе оди со Петар Ружински, председавач на Советот на општина Берово. Во источниот регион за ВМРО ДПМНЕ останува да се изјасни уште Виница, Пробиштип, Зрновци, Облешево, Чешиново, Пехчево и секако големиот предизвик по трагедијата Кочани. Според информациите, кандидатите за градоначалници од овие општини ќе се објават до 10 јуни. Речиси е известно дека добар дел од сегашните градоначалници нема да добијат доверба поради лошите анкетни резултати, а во некои случаи и евидентното лошо работење.